Откако ќе завршат средно училиште, матурантите не добиваат стручна помош во своите училишта за одбирање на идната професија. Се сведува на сугестии од професорите или од родителите. Професорите има за тие деца што се по-добри на некои предмети ги да се чуваат додат по нивните ставки, пример. А психологот или школскиот педагог? Па не. Не, од училиштето не, али од другите, да. Па мајка ми работи со неа, се тестирам. Според експертите, педагозите и психолозите во училиштата би требало да им помогнат на учениците во изборот на професијата, но не го прават тоа затоа што нема стандардна процедура. Матурантите сега својата идна професија избираат единствено врз база на својата желба или на барањето на родителите, а во училиштата тие не го добиваат потребното професионално насочување. Со цел за помош на матурантите во изборот на идната професија, Високата школа за новинарство и односи со јавноста и Бизнис академијата Смилевски во соработка со Министерството за образование за прв пат годинава го спроведуваат проектот за професионално насочување на матурантите. Целта е учениците од сите средни училишта во земјава со тестирање да дознаат кои се професиите кои се најсоодветни за нив. Средношколците кои што врз основа нови резултати ќе донесат одлука во рамките на оние професии кои што се за нив соодветни по двата критериуми, имаат висок степен на веројатност, ништо нема воопшто со 100%, меѓутоа висок на веројатност да бидат успешни како студенти, а потоа успешни како професионалци во идната нивна кариера. Веќе сме во тек на втората фаза. Тоа е обука на педагозите, психолозите и кариерните советници во средните училишта, кои што се поделени во 8 регионални центри. Тестирањето ќе се врши од 22 февруари до 5 март, а резултатите од тестирањата матурантите ќе ги добијат за 15 на дена.